Евангелие според Матеј, 8 глава. А кога слезе од гората, по него врвеше многу народ. И ете, се приближи еден лепрозен. Му се поклонуваше и говореше: Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш. А Исус, кога испружи раката, се допре до него и рече: Сакам, очисти се. И тој веднаш се очисти од лепрата. И му рече Исус: Гледај никому да не кажеш, а оди, покажи му се на свештеникот и принеси дар, како што заповедал Мојсей ним за сведоштво. А кога влезе Исус во Капернаум, му пристапи еден стотник и го молеше говорејќи: Господи, слугата мој лежи дома фатен и многу страда. Исус му рече: Ќе дојдам и ќе го излекувам. А стотникот одговори и рече: Господи, не сум достоен да влезеш под мојот покрив, но кажи само збор и слугата мој ќе оздрави. Зашто јас сум човек подвластен и имам подчинети војници. Па кога ќе му речам на еден од нив оди, и тој оди, на другиот дојди, и тој доаѓа, и на слугата мој направи го тоа, и тој прави. Кога го чу тоа, Исус се восхити и им рече на оние што врвеа по него: Вистина ви велам, ниту во Израел не најдов толкава вера. И ви велам, дека мнозина ќе дојдат од исток и од запад и ќе седнат на трпеза со Аврам, Исак и Јаков во Царството Небесно, а синовите на Царството ќе бидат фрлени во крајната темнина. Таму ќе биде плач и крцкање со заби. И му рече Исус на стотникот: Оди си, и нека ти биде според верата твоја. И слугата негов во тој час оздраве. Кога дојде во домот на Петар, Исус ја виде тештата негова како лежи болна од треска. И се допре до раката нејзина и треската и помина. Таа стана и им служеше. А кога се стемни, доведоа кај него мнозина бесомачни. И тој со збор ги изгони духовите и ги излекува сите болни, за да се исполни кажаното преку пророкот Исаија кој вели: Тој ги зеде нашите немоќи и ги понесе болестите. Кога виде Исус околу себе многу народ, им заповеда на учениците да минат на другата страна. И откако пристапи до Исус, еден книжник му рече: Учителе, ќе врвам по тебе каде и да одиш. А Исус му рече: Лисиците имаат легла и птиците небески гнезда, а синот човечки нема каде глава да подслони. Друг пак од учениците негови му рече: Господи, дозволи ми најнапред да отидам да го погребам татко ми. Но Исус му рече: Врви по мене и остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. И кога тој влезе во коработ, по него влекуе учениците негови. И ете, настана голема бура во морето, така што брановите го покриваа коработ, а тој спиеше. Тогаш учениците придоа до него, го разбудија и рекоа: Господи, спаси нас, загинуваме! А тој им рече: Зошто сте плашливи маловерни? Потоа стана, им заповеда на ветровете и на морето и настана голема тишина.
А луѓето се зачудија и рекоа: Кој е овој, тај ветровите и морето му се покоруваат? И кога пристигна на другата страна во земјата Гергесинска, го сретнаа двајца бесомачни, кои излегува од гробовите. Беа толку лоши што никој не можеше да мине по тој пат. И ете, извика и рекоа: Што имаш со нас ти, Исусе, Сине Божие? Зар си дошол тука пред време да не мачиш? А далеко од нив пасеше големо грдо свињи. И демоните го молеа и говореа: Ако не изгониш, дозволи ни да влеземе во крдото свињи. И тој им рече: Отидете. И тие откако излегоа, отидоа во свињите. И одеднаш целото крдо свињи јурна низ стрмнината во морето и се издавија во водата. А свињарите побегна и кога дојдоа во градот, раскажаа за сето тоа и за бесомачните. И ете, излезе целиот град да го пресретне Исуса и кога го видоа, го замолија да си замине од нивниот крај.